civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ние како организација повеќе години, јас мислам дека се повеќе од 5 години, како предложивме повеќе иницијативи во собранието на нашата земја, каде што бараме овој ден да биде одбележан и тој да влезе во календарот на денови за одбележување. Не велиме дека треба да биде слободен ден или државен празник и така натаму, тоа е дури тоа е пожелно се разбира, меѓутоа на овој ден и според декларацијата и според резолуцијата на Обединетите нации, се разбира тоа се однесува и на други вакви меѓународни датуми, владите во светот имаат обврска на овој ден да дадат отчет пред јавноста, пред нивните домашни јавности и пред светот и пред Обединетите нации, да дадат отчет за тоа колку и на кој начин ги почитувале човековите права во текот на изминатиот период, во текот на изминатата година. Ова е ден кога и институциите имаат обврска според резолуцијата на Обединетите нации да дадат извештај, да покажат и да прикажат дека ги почитувале и дека ги почитуваат човековите права и секако да дадат планови, да ги представат плановите за унапредување на човековите права и слободи во своите рамки, за своите соработници и работници, за своите корисници и така натаму. Тоа навистина не се случува, или барем не се случува редовно во светот, па така и кај нас изостанува една таква практика. И токму тоа е идејата на Цивил, веќе со години, кога инсистираме кај собранието да донесе одредени декларации или можеби дури и законски решенија во кои оваа обврска ќе биде ставена на хартија и ќе биде воспоставена како правна и како политичка рамка за действување на институциите. Ние како организација, еве и со ова што денеска го дебатираме и почнавме оваа конференција, впрочем, покажуваме и практично како тоа би требало да изгледа. Имаме и други иницијативи. Се разбира, ние поведовме иницијатива за прогласување на 12 април Ден на граѓанскиот пркос, како потсетник за сите протести и сите граѓански активности кои што се правеа низ годините во она континуирана борба за демократизација на нашето општество и недозволување повторно да имаме еден режим, една заробена држава. Јас се надевам дека бидејќи не е само во прашање шарената револуција, како таа беше потик и нели затоа и го одбравме 12 април како датум, и јас се надевам и дека и на ова ќе имаме позитивен одговор со оглед на тоа дека кога излеговме 2019 година со оваа иницијатива добивме поддршка и од политичари и од јавни личности и се надевам дека и тоа во брзо време нека помине кризата која што ни е приоритет да ја надминеме и дека и тука ќе имаме слух од сите и дека масовно ќе поддржат, како и иницијативата за на ист принцип или начин да се прогласи 21 септември Ден на мирот, кој што исто така нема да биде декларативен, како и иницијативата за укинување на привилегиите на функционерите, кој што мислам дека можеш да кажеш нешто многу повеќе за тоа и да биде како и најава и за втората сесија во борбата за против корупцијата. Така, благодарам многу колешке Билјана. Јас би преземал од тука понатаму како модератори на конференцијата, секако ќе исполнам и обврската што ми оставаш да кажам 2-3 збора за иницијативите кои ги спомена. Пред се она што се однесува на 12 април, Ден на граѓанскиот пркос, како што го нарековме пред неколку години, би сакал да споменам дека таа иницијатива Цивил ја
презеде ја започна, меѓутоа на иницијатива на активистот и професионалниот фотограф Александар Кондев, кој заедно со неговиот другар и пријател Кирил Михаилов, инаку двајцата наши добри редовни поддржувачи и учесници во активностите, ни помагаат и на секојдневна основа и ја започнаа, не се сеќавам точно, мислам дека беше 3 години, пред 3 години ја започнаа таа своја изложба со фотографии од черената револуција на фотографот Кондев и така ја започнавме иницијативата, прерасна од идеја за изложба на отворено во иницијатива која исто така, колку што се сеќаваме, доставена до институциите, пред се до собранието на нашата земја, па оттаму и дојде таа политичка поддршка од неколку јавни личности и од неколку политичари. Што се однесува до иницијативата за укинување на привилегиите, таа е веќе стара иницијатива повеќе од 3 години. Впрочем, ние побаравме од собранието да ја разгледа иницијативата повеќе пати, мислам 2 пати и официјално во 2 состави на парламентот доставивме документи во кои бараме укинување за привилегиите на именуваните и на избраните функционери. И бараме нивно сведување, барем на нивото на една сиромашна Шведска или Германија, да не бидат привилегиите на функционерите на ниво на некој султанат од прилика, како што според наше скромно видување изгледаат во денешно време. Бараме и тие баснословни суми што нашите граѓанки и граѓани од своите буџети ги одвојуваат за доживотни председатели и така натаму. За возила, еве еден пример, само Шведска има парламент во кој има 3 службени возила и навистина е многу тешко да добиете службено возило на употреба ако сте пратеник или председател на парламентот, но затоа привилегијата што ја ужива еден шведски парламентарец е да добијат месечна карта бесплатно за превоз во јавниот превоз. И тоа е. Јас сега би сакал да започнеме конечно нашата конференција за човекови права, антикорупција и правда. Тоа е конференција која насловивме со зборовите следна станица Европа. На самиот почеток би сакал да го видиме нашиот министер за правда Бојан Маричич, кој во последен момент мораше да го откаже своето присуство во оваа конференција поради вонредна седница на владата која беше свикана и која во моментов е во тек. Се разбира многу важни прашања, нашата медиумска платформа секако, Цивил Медија и Dreit.mk ќе известуваат во текот на денот. Дескот е тука на Цивил Медија, редакцијата е тука, ќе работи и на тоа паралелно, но во меѓувреме да го слушнеме нашиот министер за правда, кој ќе одговори на основните прашања, а веднаш по него би сакал да го најавам професорот Александар Спасов, правен експерт, кој често е гостин на нашата медиумска платформа, меѓутоа не доволно често колку што ние би сакале и имаме потреба да ја имаме, секако дека тоа е поради обврските кои ги има, но секако со него ќе поразговараме за повеќе аспекти на денешната тема, правда и владење на правото, а се разбира онлайн публиката е поканета да поставува прашања кои Дескот овде ќе ги преземе и ќе ги представи, ќе ми ги донесе овде, за да можеме да влеземе и во тој третиот дел од првата сесија, а тоа е прашања, дискусија и заклучоци. За втората сесија најави и колешката Билјана, одиме на борба против корупцијата со
учествувал на заменик премиерот за борба против корупцијата и криминалот, господин Љупче Николовски, како и други гости кои ќе ги најавиме, се разбира, на времено. Сега да го видиме излагањето на министерот Маричич. Добар ден на сите. Благодарам за можноста да се обратам на денешната онлайн конференција Следна станица Европа, на која ќе се дискутира за правдата во Северна Македонија и за владење на правото. Особено сакам да ве поздравам денеска, кога го одбележуваме 10 декември, можеби најзначајниот настан меѓу останатите, а тоа е Меѓународниот ден на човековите права. Овој ден го прославуваме за да испратиме најзначајната порака дека сите луѓе се исти пред законот и сите имаат право на еднаква законска заштита. Целокупната работа на Министерството за правда е во насока на заштита и унапредување на човековите права, а особено значајна е еднаквоста пред законот. Поголема заштита на човековите права можеме да обезбедиме единствено со независни и непристрасни судови и обвинителства, кои ќе бидат ослободени од какви било влијание. Дозволете ми да ви информирам дека се наоѓаме речиси на самиот крај на подготовката на стратегијата, односно методологијата за филтрирање или прочистување на судството и обвинителството. Не случајно го споменувам овој процес како еден од клучните за изградба и враќање на независноста и непристрасноста на правосудниот систем, што представува основна претпоставка за владењето на правото, затоа што правдата значи заштита на човековите права. Рецидивите од минатото, остатоците од Сваровски судството, попречувачите на правдата не може да бидат дел од правосудниот систем и да носат пресуди во името на граѓаните и не може да ги штитат и унапредуваат нивните права. Потребно е да утврдиме временска рамка, односно рокови во кои ќе се изврши ова филтрирање и ќе се одвојат честните од нечестните судии и обвинители. На 28 декември Советот за реформи во правосудството ќе усвои методологијата по која ќе се изврши филтрацијата на судството и обвинителството, преку која Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, како одговорни тела, ќе направат прочистување во своите редови. Многу меѓународни извештаи конкретно посочија за одредени состојби во правосудството, за кои е потребно да видиме дали има намерно заташкување на предмети, намерно нивно застарување, неправедно постапување или недоволна заштита. Сепак сметам дека има светло на крајот на тунелот. Дозволете да ве потсетам дека не случајно Европската комисија има зборови токму за проактивната улога на Судскиот совет. Ова се однесува особено во делот на примената на новите правила за именување и унапредување на судиите, како и за утврдување на дисциплинската одговорност и нивно евентуално разрешување. Во периодот 2019 и 2020 година се разрешени 8 судии, а согласно информациите од Судскиот совет има постапки за уште 83. Ако сакаме да успееме и да станеме модерна европска држава, правда едноставно мора да има. И тоа е еднаква за сите, безкомпромисно и со еднаков аршин. Всушност, само така може да се зголеми довербата на граѓаните во судството и обвинителството, преку разрешница на крупни судски случаи со големите риби. Уште еднаш благодарам за поканата и можноста да се обратам на оваа конференција. Излагањето на министерот за правда господин Маричич, само еден момент јас овде да го регулирам и тонот. Министерот Маричич кажа дека во тек се постапки со уште 83 судии. Тоа сметам дека е една од поентите кои треба нашиот деск да ги истакне во својата продукција, а се разбира и сите редакции кои го следат ова наша дискусија, ова наша конференција. Ова е важен податок, се разбира, слушнавме и неколку други интересни податоци. Меѓутоа, јас овде денеска, како што најавив, го имам професор доктор Александар Спасов, кој е правен експерт, кој исто така има голем број трудови кои се однесуваат на правната регулатива, меѓутоа и на различни аспекти на правдата, односно правната држава, владењето на правото и изборното право, што исто така е дел и од содржините објавени веќе на Цивил медија, и тоа е исто така една ситуација во која
ние би сакале и во иднина да се ангажираме како организација. Меѓутоа, најнапред, добар ден за професорот Спасов. Како сте? Ви благодарам што се приклучивте на денешната конференција. Се слушаме? Да, добар ден. Ве благодарам уште еднаш. Следат исто така преносот во живо на Facebook, сите поддржувачи на Цивил. Благодарам за поканата да учествувам, да се обратам на конференцијата Следна станица Европа во панелот посветен на владењето на правото и правдата во Северна Македонија. На самиот почеток да го честитам Меѓународниот ден на човековите права и целосно се сложам со она што беше претходно кажано од твоја страна, а тоа е дека често пати декларативно го одбележуваме Меѓународниот ден на човековите права. Овој освен својата меѓународна димензија, нели, донесувањето на Универзалната декларација за човековите права треба да биде и национален ден, особено имајќи во предвид дека во изминативе 30 години ние доживеавме, искусивме периоди кога имавме и случаи на масовно кршење на човековите права. Значи, да се подсетуваме на сопствената историја за тие лоши делови од нашата историја, особено во изминатите 30 години, никогаш да не се повторат. Тоа е едното, и второто, како мала држава исто така имаме и меѓународна обврска да придонесеме во промоцијата, во афирмацијата и заштитата на човековите прави на меѓународно ниво, бидејќи денеска, толку години по донесувањето на Универзалната декларација за човековите права, не само што постојано се кршат човековите права, туку за жал под налетот на многу антидемократски, популистички политички движења се минимизира значењето на човековите права и особено се минимизира контекстот во кој што настанува Универзалната декларација, тоа е после хоророт на Втората светска војна и особено тоталитарните идеологии, фашизмот, нацизмот и болшевичкиот комунизам. Така што како држава која што е производ на антифашизмот, на антифашистичката борба, имаме и меѓународна обврска да ги промовираме човековите права и да подсетуваме на нивното значење наспроти тоталитарните идеологии кои што повторно се во некој подем и тоа за жал дури на европско тло, каде што мислевме дека некои историски процеси се неповратни. Уште еднаш благодарам за поканата за оваа конференција и задоволство ми е секогаш да бидам гостин на настаните на Цивил. Благодарам, професоре Спасов, за овие убави зборови, а се разбира и за одличниот вовед и придонес кон размислувањата на тема човекови права и Меѓународен ден на човековите права. Токму така денеска и не е некој посебно погоден ден за славење, бидејќи светот, па и Европа е место каде што човековите права и слободи жестоко се кршат, постојат се повеќе авторитарни режими, се разбира, постојат и воени жаришта во кои човековите права и слободи брутално се кршат. Јас би сакал да ве прашам врз основа на вашето академско искуство, истражувачко искуство. Како го слушнавме и министерот Маричич, кој кажа неколку убави зборови за тоа како изгледа процесот на реформи во правосудството. Меѓутоа, како вие ќе го оцените? Во каква состојба е правосудството во Република Северна Македонија? Што можете вие да кажете како ваша оценка од академските експерти? Па, вака, значи, веќе за жал и флоскула дека воспоставувањето на ефикасен систем на правна држава е клучен политички критериум за нашето членство во Европската унија и насловот на конференција следна станица Европа, затоа и ова го истакнувам, меѓутоа е клучен индикатор дали има ефект реформскиот процес. Мислам, ние можеме да кажеме дека имаме успешни реформи ако воспоставиме функционална правна држава. Тоа е клучниот индикатор дали сме успеале во реформскиот процес. Се разбира, економските, социјалните реформи се важни и тие директно влијаат врз животниот стандард на граѓаните, но
предуслов дури и за успех на социоекономските реформи, но и предуслов за останокот на нашето демократско општество е да воспоставиме функционална правна држава. Често пати се користи една флоскула дека имаме проблем со одредени несовесни и корумпирани поединци во правосудството, меѓутоа дека мнозинството, односно системот функционира и мислам дека не подценувајќи во фактот дека непрофесионалните и корумпираните се малцинство во однос на професионалните посветени честни суди и некорумпираните, сепак ние имаме далеку поголем системски проблем отколку што се само неколкумина или една група на непрофесионални и корумпирани. Првиот клучен проблем е непостоењето на систем. Мислам, она што ние го имаме во правосудството во основа се наследени институции кои што се нарекуваат правосудство и треба да бидат систем, меѓутоа како последица на големиот број на парцијални, необмислени и површни реформи и промени кои се спроведуваа во минатото, практично правосудството, и треба тоа искрено да го кажеме, е претворено во својата спротивност, односно имаме антисистем наместо систем во правосудството. Оваа генерална оценка би сакал сега да ја подкрепам со анализа на неколку негативни тенденции на кои што мора да посветиме внимание и се надевам дека во предстојниот период, особено со стратегијата за реформи во правосудството, ќе се адресираат овие прашања. Првиот и основен негативен тренд е трендот во развојот на правничкото образование. Ние не само што немаме државна стратегија за развој на правничкото образование, да не забораваме дека правната професија е регулирана професија, што значи мора да постои посебна државна стратегија во развојот на правничкото образование. Ние имаме и ситуација да таму каде што постоеше стратегија и институции кои навистина беа квалитативен чекор напред во реформата на правничкото образование, како што е, например, Академијата за суди и јавни обвинители, долги години беа занемарувани, подценувани и тргнати на страна. Мислам, тоа треба да го таа институција обстоја како институција, меѓутоа долги години беше тргната на страна и дури она декларативна заложба дека кадровското обновување на судството ќе иде исклучиво преку луѓе кои што ја имаат завршено Академијата за суди и јавни обвинители. Долго време таа законска одредба беше одложувана, односно беше одложувана нејзината примена. Извинете, можеме само да претпоставиме зошто тоа се случуваше. Да не збориме за универзитетското правничко образование. Ние се доведовме во ситуација да имаме преку 20 правни факултети, тие и нивните курикулуми беа акредитирани од државата и тука дури и не толку информиран проследувач на состојбите во високото образование сигурно ќе се праша како успеале повеќе од 20 високообразовни институции да акредитираат студии по право. Мислам, земајки, прво почнувајќи од тоа од каде имаат кадровски потенцијал да имаме 20 и повеќе правни факултети, до денеска ги имаме тие 20 и повеќе правни факултети. И второ, деградацијата на правничкото образование се гледа и во тенденцијата на постојано намалување на студентите по право. Некој би кажал дека имаме и така премногу правници, меѓутоа постојаното намалување на студентите по право не е единствено поради заситеноста на пазарот на трудот, туку е и поради деградацијата на правничкото образование. Втор проблем е интензивната партизација и приватизација, би кажал, на правосудството што се одвиваше во минатиот период, и тоа е последица со која што не можеме само декларативно да се справиме. Значи, тоа е проблемот на постоечкиот кадровски потенцијал. Министерот спомена дека на 28 декември ќе биде усвоена методологијата за прочистување на правосудството. Тоа ќе биде многу важен процес, бидејќи партизацијата и приватизацијата на судството преку кадровско екипирање, односно негативна селекција практично на кадрите во правосудството се покажува како клучна пречка во спроведување на било која реформа во правосудството. Значи, реформите во правосудството не се техничка работа, тие се
пред се работа на обезбедување на соодветно кадровско екипирање, обезбедување на луѓе кои што ќе можат да ги спроведат и да ги издржат реформите и да работат во сосема поинакви околности. Со кадровски состав кој што примарниот интерес била не селекција по квалитет, туку негативна селекција и селекција на оние кои што можат да служат во рамките на еден концепт на приватизација на целокупната држава, секоја реформа на крајот ќе се сведува само на техничка шминка без никаква суштинска промена. Следен проблем е законодавството. Често пати кај нас се вели дека ние имаме одлични закони, проблемот зашто не се спроведуваат, ние немаме. Имаме и добри закони, но имаме и закони кои што не се толку добри, иако на ова прашање многу малку се дискутира. Например, имавме експериментирање со концепти, правниците тоа го разбираат, имавме во одредени закони, например, легендарно беше дискусијата околу кривичната постапка, еден закон кој што со години се одложуваше неговата примена, токму затоа што се меша англоамериканската и евроконтиненталната правна традиција, ние припаѓаме кон евроконтиненталната правна традиција и во таа насока и треба да го развиваме во нашиот правен поредок. Такво мешање може и двете имаат своји предности и недостатоци, меѓутоа таков микс како што кај нас се случи во определени закони може само да доведе до огромни проблеми во примената на тие закони. Но уште поголем проблем беше носењето на кроени законски решенија, каде што личниот, приватниот интерес или интересот на мала група на луѓе се читаше од законот. Иако законот создава општа норма, се читаше личниот точно интерес за кого и како е кроено определено законско решение. И верувајте ми, такви закони се уште имаме во правниот поредок и тие страф ми е да не почнат сега од некоја друга група на луѓе да се... Проблемот е што ние немаме унифицирање на правната пракса и институциите чија што основна и уставна и законска улога е да го прават тоа, можам да оценам за жал тоа недоволно го прават. Значи, граѓаните знаат од сопствено искуство дека за скоро идентични ситуации ние имаме радикално различни пресуди од страна на судовите. Не е само проблем бројот на начелни ставови, начелни правни мислења и правни мислења и заклучоци кои што, например, Врховниот суд треба да ги носи, туку проблеми и нивната систематизација во збирки и доследноста во одлучувањето, затоа што тоа е практично клучната улога на Врховниот суд, освен улогата да одлучува по вонредни правни лекови. Туку уште порадикално мислам дека е состојбата со Уставниот суд. Практично Уставниот суд преку одлучувањето по предмети за уставност на општите акти треба дава и толкување на уставните норми и многу е важна улогата на Уставниот суд во еволутивно толкување на правните норми, особено имајќи во предвид дека нашиот устав е веќе 3 децении стари, дека многу реални општествени состојби се променети од времето кога уставот е донесен во 1991 година. Тешко е да се надеваме дека ние би имале некој нов устав поради огромен број на проблеми врзани со функционирањето на нашиот политички систем. Јас тоа најдобро го видов сега во време на вонредната состојба кога практично Уставниот суд после еден период, да кажеме, на пасивност и молчење беше принуден да се активира, но за жал дел од одлуките кои што беа носени, беа одлуки со кои што се одбиваше мериторно да се одлучува, туку повеќе на некои процедурални прашања се одбива некои од иницијативите, а напротив мериторното одлучување, што е многу важно од страна на Уставниот суд, создава пракса на читање на Уставот, а читањето на Уставот е практично толкување на Уставот, особено би го нагласил еволутивното и системското толкување на Уставот, имајќи во предвид колку време помина од донесувањето на Уставот и колку работи од тоа време се промени. Значи, тоа не треба да се прави стихино и без систем, туку треба да се прави со визија за
со визија за идните последици и влијанието кое што тоа го има врз развојот на правото и воопшто функционирањето на правната држава. Прашањето на правдата во Северна Македонија, како што кажав, не е само флоскула за политички кампањи. Тоа е прашање од екзистенционална природа за државата и нашето општество. Значи, на прашањето на функционирањето на правната држава, ние како држава и како општество ќе станеме конечно или ќе паднеме, односно ќе продолжиме да бидеме таму каде што сме. Тоа е основен предуслов и за социоекономскиот развој, за демократскиот развој, конечно и за управување со трендовите на емиграцијата, бидејќи голем број од младите и образовани луѓе кои што ја напуштаат државата не ја напуштаат, нели, како традиционалната емиграција во минатото во потрага по корка леп или по потрага по минимални услови за екзистенција, туку ја напуштаат поради квалитетот на животот. А квалитетот на животот во себе ги вклучува и правната држава и гаранцијата на човековите права и слободи. За еден млад, образован човек кој што свесен е дека неговото знаење, експертиза може да биде искористено насекаде во светот, непостоењето на правна сигурност, недоволното вложување во заштитата на човековите права и слободи и тоа како е мотив да ја напушти државата, па макар и имал обезбедено работно место и имал релативно добра екзистенција во наши услови. За постигнувањето на правда преку функционална правна држава мора да постои најширок општествен консензус. Намерно тука не велам најширок политички консензус, бидејќи општествениот консензус е многу поширока категорија од политичкиот консензус. Градењето на тој консензус може да биде единствено преку градење на коалиции. Прво, принципијална согласност меѓу партиите дека ни е потребна функционална правна држава, кој што консензус за жал во моментов не го гледам, декларативно постои, меѓутоа низ постапките само изминатите 2-3 години. Земете сагата со Законот за јавното обвинителство и тука релативно лесно ќе сватите дека таков консензус во пракса не постои. Понатаму треба да се градат коалиции со Фелата. Фелата, независно од сите овие проблеми и критики што ги кажав на сметка на Фелата, битно е и Фелата да биде уклучена независно од сите критики што ги кажав на Фелата, на кои што и самиот припаѓа, значи тоа е само критика, меѓутоа не може постојано од горе надолу да бидат реформите спроведувани, како што често пати политичарите исклучуваат струката и исклучиво дневните политички приоритети се основа за правење на некакви реформи. Треба коалиција со граѓанските организации, како што е, например, и вашата организација и други организации кои што работат во сферата на владењето на правото и правната држава и заштитата на човековите права, и тие коалиции, повторно би кажал, да не бидат само формални и декларативни. Постои сега декларативно, ние зборуваме со оглед на улогата што граѓанските организации и неформалните движења одиграа во шарената револуција и во борбата против институционалната неправда во која што живееме, меѓутоа тоа пак би кажал не е само да се каже, туку мора да има и вистински чекори во стварноста и во однос на градењето на овие коалиции и конечно соработката со меѓународните партнери. Јас уште еднаш би реафирмирал идејата дека особено странски фондации, партнерски држави мора да бидат поактивно вклучени во нашите реформи, не само на ниво на конференции или некои советувања или пак некои стручни мислења, туку треба, што се вели, на дневна основа да имаме експерти, особено од партнерските држави, особено државите со кои што имаме иста слична правна традиција во спроведувањето на реформи. Така и на споминатото имаше доста идеи од типот на странци за обвинители, странци, дури странци да бидат носители на високи државни функции. Не би навлегувал сега во елаборирањето зошто е тоа добро или зошто е тоа лошо, но еве дури и да немаме странец кој е носител на висока државна позиција, мора да се осигура начин да помошта, развојната помош која што ни пружаат нашите меѓународни партнери, не заврши само на ниво на публикации, советувања, конференции,
проекти кои што воглавно ги тераат граѓанските организации, туку има и реален ефект од оваа соработка. Мене ми е сосема јасно дека после толку години на негативни искуства, после толку луѓе стручни кои што ја напуштија државата, ние во моментот имаме проблеми со кадровскиот потенцијал да спроведеме сериозни реформи и затоа оваа помош не само што треба да ја декларативно користиме, туку навистина треба да ја искористиме подготвеноста да ни помогнат во реформирањето на системот на правната држава кај нас. На крајот кажав доста критики во однос на функционирањето на правната држава, не затоа што не верувам дека промени се возможни, ако не верував дека се возможни промени и реформи, немаше да бидам и активен во оваа сфера, туку затоа што сметам дека имам чувство дека се приближуваме до ивицата, односно до црвената линија, после која ќе биде многу тешко да се убедат граѓаните дека демократијата, заштитата на човековите права се најдобрите системи на управување. За жал, разочарувањето помеѓу граѓаните е се уште доста големо, разочарувањето во сопствената држава, во сопствените институции, довербата е многу ниска и тој оптимизам што се создаде со промените од пред неколку години, конечно мора и практично да биде искористен, односно да биде оправдан оптимизмот и ентузијазмот на граѓаните. Поради политички проблеми, решавање на големи стратешки прашања, имам чувство дека ние изгубивме време и сега за да не ја преминеме таа црвена линија кога ентузијазмот и оптимизмот ќе се претворат во песимизам и во апатија која што е идеална за развој на авторитарните движења, ние мораме час поскоро да направиме реформи кои што ќе донесат видливи резултати и да не се потсеги кои што се уверени во своите капацитети можат да се снајдат на странски пазари на трудот, не ја напуштаат државата во потрага по корка леп, туку поради квалитетот на животот. А квалитетот на животот е директно зависен од правната сигурност и од правдата. Уште еднаш благодарам за поканата да бидам дел од оваа конференција. Подготвен сум доколку има прашања и да одговорам на прашањата и мислам дека Цивил со овој потек да организира оваа конференција, но и со сите активности на денешниот ден, но и во овој период во декември, кој е и месец на човековите права, не е само 10 декември, навистина покажува, ја држи високо свеста за значењето на за човековите права, но и за значењето на реформите во сферата на правната држава, во која што правосудните реформи имаат централно значење. Благодарам уште еднаш. Јас се благодарам, професоре, пред се на исцрпното излагање во кое слушнавме повеќе детали за тоа како се спроведуваат одредени реформи, одредени процеси во нашата земја, особено затоа што можевме да видиме еден на некој начин инсайдерски поглед, инсайдерско представување на тоа што струката, односно експертите, односно академијата гледаат, работат и придонесуваат. Особено е важна забелешката или би рекол поентата дека политичарите често пати ја забораваат струката, односно експертската заедница не учествува секогаш доволно во спроведување на важните процеси во доменот на правосудните реформи и воопшто на правната држава, владењето на правото во една земја. Сметам дека е алармантно и не е прв пат да го кажете тоа, толку вие состојбата која ја опишавте накратко со зборовите, ќе парафразирам, дека квалитетот на живот е во директна врска, односно зависи и од тоа нивото на владењето на правото, односно на правната држава.
И тоа го наведовте како една од причините поради која младите заминуваат. И тоа е нешто што мора час поскоро да се разбере, да се прифати, да се преземат итни и решителни мерки во тој поглед. Постојано велите дека реформите одат од горе надолу, ја истакнавте големата потреба од формирање коалиции меѓу различните важни фактори во земјата, како што се разбира политичарите од една страна, меѓутоа и експертската заедница, ви благодарам што го спомнавте и граѓанскиот сектор, тоа секогаш го правите и го истакнувате таа позиција што граѓанските организациите на граѓанското општество, како што и самите спомнавте е цивил, треба да влезат во суштински коалиции кои суштински работат на овие теми, во оваа област, а не само формално, како што и самите кажавте, како што е случај многу често. Постоењето на коалициите се разбира, споменавте и вие, треба да се збогати и со искуствата и придонесот кои го даваат странските фактори, странските организации, експерти, па и влади, кои на овој процес можат многу да му придонесат, многу можат да му пружат и се разбира таа помош мораме да ја искористиме на одржлив начин, а не само да завршиме на некоја конференција или симпозиум или промоција на некаков труд. Тоа секако дека се фантастични поенти кои постојано треба да се имаат на ум. Ние како организација која секојдневно продуцира медиумски содржини, ќе го имаме ова што го зборувавте во вашето излагање, се разбира и она што го зборуваше и министерот за правда Бојан Маричич, кој впрочем доаѓа од редовите на активистите за човекови права во минатото, ќе го презентираме пред јавноста и постојано ќе инсистираме на овие неколку поенти. Јас би сакал сега да замолам, ако може да ми се испрати некоја порака, доколку има прашања во овој дел, освен се разбира коментарот кој се однесува на самиот почеток, кога имавме мали проблеми со тонот, по моја заслуга, јас се извинувам поради тоа. Јас овде не гледам прашања, се разбира, темата е тешка, комплексна, бара повеќе време и за апсолвирање на темите и на податоците, меѓутоа се разбира и поради тоа што е период кога има многу и други настави. Јас бидејќи не гледам некои прашања кои не се ни во мојот инбокс, исправете ме ако грешам, јас би сакал само едно кратко прашање да му поставам на професорот Спасов, се разбира со благодарност за учеството. Многу често слушаме дека ќе има правда во Република Северна Македонија. Дали навистина мислите дека ќе има правда или таа веќе пристигна? Слушаме утешни зборови и прогнози и од министерот Маричич. Според вас, како представник на Академијата, на експертската заедница, ќе има ли правда или дали таа веќе пристигнала во нашата земја? Јас благодарам за прашањето, искрено се надевам дека ќе има, затоа што, да повторам, кажам, ние сме дојдени до црвената линија, кога ентузијазмот и оптимизмот може да се трансформира во апатија и во песимизам, а тоа е многу лошо и уопшто за општествениот развој, за демократскиот развој. Овие работи кои што ги најави министерот за правда се многу важни, особено тоа што се почнува со нова методологија за кадровско прочистување на судството, бидејќи тоа е клучот. Не може со луѓе кои што се
дојде врз основа на принцип на негативна селекција и со друга идеја, каде што имаме приватизација на институциите, особено тоа го гледавме во сферата на правосудството, да очекувате дека ќе имате нешто повеќе од технички реформи. Нам технички реформи, тие се важни и техничките реформи, од дигитализацијата, нели, на судството, компјутеризација и така натаму. Се тоа важни аспекти, тоа е неоспорно. Меѓутоа, проблемот е дали можеме ние да постигнеме суштински реформи. Суштинската реформа може да се направи само ако соодветни луѓе кои што сакаат да направат суштински реформи, кои што може да издржат поинаков тип на функционирање на институциите се на вистинските места. Значи, мислам дека овој чекор со методологија за прочистување на судството е вистински чекор во таа насока. Се надевам дека најбрзо ќе биде усвоена, како што најави министерот до крајот на овој месец, и дека брзо ќе се почне со имплементација од страна на надлежните институции, односно Судскиот совет и Советот на јавните обвинители. Добро, со овој одговор во кој слушнавме и дополнителни информации, се разбере и кратко резиме на еден дел од излагањето на министерот за правда. Јас би ви заблагодарил уште еднаш за ова извонредно исцрпно излагање и драгоцен придонес во нашата конференција за човекови права, правда и антикорупција, насловена како следна станица Европа, конференција која ја поместивме токму на Меѓународниот ден на човековите права, и уште еднаш честитки до сите граѓанки и граѓани на нашата земја и на светот за по повод Меѓународниот ден на човековите права, и посакувам повеќе енергија, повеќе среќа во наредниот период да ги побараат и да си ги земат човековите права и слободни во своји раце. Ви благодарам уште еднаш, ние ќе продолжиме неколку минути, ви благодарам. За неколку минути ќе продолжиме со втората сесија од нашата конференција, исто така возбудлива тема, многу важна тема, борба против корупцијата, во која ќе земат учество заменикот премиер за борба против корупцијата и криминалот Љупчо Николовски, секако посебно драго ми е да најавам дека учество во тој дел од конференцијата ќе земат и Саша Ордановски, колумнист, универзитетски професор, политички аналитичар, и универзитетската професорка Јасна Бачовска. Господинот Ордановски веќе е пристигнат во салата и се разбира додека да се прегрупираме, ќе направиме една мала пауза. Останете со нас. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.